Средбите со невработените лица, директорот на Агенцијата за вработување на Република Македонија Владко Поповски ги користи за информирање во однос на тоа дали агенцијата на вистинскиот пат со оперативните мерки и планови за вработување, а со собствениците на компаниите да разговара за тоа што им е потребно да најдат соодветен работен персонал. Бевти во други градови, што вела таму? Па, буквално јас ги предизвикувам сите оние што доаѓаат да ни искритикуваат, да видиме што сме погрешиле, бидејќи само така ќе знаеме што грешиме, што треба да се поправи. Во сите други градови беше околу неможноста за вработување на постарни лица, кој што реков дека со текот на времето тоа се случи во Штип, во Кавадарци, каде што се потроши сите оние на расположлив млад кадар и почна да вработува лица и во посериозни години, бидејќи и луѓето во посериозни години се добри работници, само им треба добра стимулација, добра мотивација и тие ќе дадат многу повеќе од себе отколку младите. Таков е случајот со 57 годишниот Венцо Апостоловски, кој од 1993 година е евидентиран како невработено лице во Агенцијата за вработување во Штип. Имате работено до сега некаде? Имам. Каде? Имам рудник управо Штип. Последниот пат. И после не напуштија, и од тога таму нема никакви дистинции. И што е оно што ве интересира, што ќе го прашате директно? Било што да таму се најде работа. Било што би работеле и 23 годишната Сибела Аџан Шакирова и 26 годишната Рахела Шакирова. За каква работа сте заинтересирани? Секаква. Не е битно работа да е. Би го прашале кај можеме да се вработиме и кои услови така нешто. А за каква работа сте заинтересирани? Па исто за секаква работа која било, работа да е. За работодавачите учествуваат во обука на лица кои подоцна би добиле постојано вработување. Користив во програмата за фасадери, значи обука од 3 месеци и сега треба да полагат за лиценцирани фасадери. И колку сте задоволни од мерките? Па задоволна сум, за сега сум задоволна. Првото што беше преку Заводот за вработување, значи имаше 8 учесници, значи тие беа редовни, целата програма редовно се посетуваше и имавме доста добри резултати, бидејќи уште во првиот круг една од ученичките веќе е задржана на работа. Поповски пред Штипјани го представи оперативниот план активни мерки и програми за 2016-та, во кој се вклучени и вработените лица кои имаат потреба од нова вештина и технологија, мобилност на работна сила и самовработување на лица со инвалидитет. Покрај тоа што им даваме 5000 евра за грант за нивно вработување, војно може да вработи уште 2 дополнителни лица во нивната компанија и да го реализираат својот сон, да имаат собствена компанија, да бидат сами своји газди и да работуваат сами за себе. Интересот за оваа најнова мерка од страна на лицата со инвалидитет веќе предизвикува внимание во Штип. До сега имаме 12 лица, има и обуки да почнат веќе да се ги спремат сите потребни документи за да можеме да од дел од тие да си го оформат својот бизнис. Анализата за тоа колку владините мерки се користени од страна на невработените се врши со помош на Равенка, истакнува Поповски. Буквално сите градови ги опфаќаме. Колку што има апликации и се квалитетни ги гледаме да ги опфатиме. Значи ќе намалиме таму кај што имаме повеќе, да имаме во тој град. Значи едноставно никого не ставаме на страна. Сите да добијат соодветно од колачот кој што го нуди.